Добар ден, Алфа Ординација и денеска во 12 часот почнува дружење со вас, кој ќе трае час и 15 минути. Се надевам дека заземавте добра позиција за да го проследите и ова издание и секако да учествувате со вашите јавувања. И денеска имаме интересна тема, можеби за некого помалку јасна, но имаме доктор кој што, верувајте, исклучително добро ќе ви објасни за што станува збор. Велам ќе објасни, бидејќи неговата работа навистина значи избор, но и она што треба да го сработи во пракса. Верувам дека сте подготвени за едно ординирање, додека сте се уште во чекалницата и не сме ве примиле во нашата Алфа Ординација, погледнете го прилогот кој ќе ве воведе во денешната тема. Лабораториските резултати представуваат составен дел од вкупните дијагностички постапки за скоро сите патолошки состојби и заболувања. Исто така се користат во следењето на развојот на голем број заболувања, следењето на успешноста на примената терапија и како потврда за излекувањето. Се користат и во превенција на поедини патолошки состојби заболувања. Одредени лабораториски резултати представуваат задолжителен показател на здравствената состојба при вработување на поедини работни места, односно за извршување на поедини функции. Може да представуваат и судски медицински резултати и докази. Докторите на медицина од сите специјалности секојдневно на своите пациенти ординираат поедини лабораториски анализи. На основа на добиените резултати, тие ја заокружуваат вкупната дијагностичка слика за своите пациенти. Заедно со резултатите од другите клинички испитувања, поставуваат дијагноза на болеста со своите пациенти. Исто така, на основа на добиените резултати се одредува одговарачка терапија и се прати успешноста во незината примена, првенствено на медикаментозната терапија, како и пратење на евентуално непосакуваните ефекти со примена на терапијата. За да може лабораторискиот резултат да биде искористлив, тој мора да биде добар. Се смета дека добар лабораториски резултат е оној резултат кој нешто значи и може да послужи за нешто. Познато е дека освен болеста, многобројни фактори може да влијаат на вредноста на лабораториските резултати и да предизвикаат грешки пред или во текот на самиот процес на одредување. Со познавањето на овие фактори и отстранување на истите се постигнува главната цел – добивање на добар и исправен резултат од кој зависи дијагнозата и третманот на болниот. Многу е важно покрај лекарите и пациентите да имаат минимална представа за работата на една лабораторија, бидејќи само на тој начин ќе знаат колку е важна меѓусебната соработка со лабораторијата и колку е важен уделот на пациентот пред почетокот на анализата. Добра дијагноза, половина здравје. Тоа е денешната тема во Алфа Ординација. Верувам дека секој од вас бил во лабораторија и правел лабораториски истражувања, но тоа е само еден сегмент од она што го работи доктор Дженгис Јашар, специјалист по патологија, шеф на дијагностички лабораторија од болницата Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Поздрав до сите гледачи и поздрав до сите вработени во клиничката болница Аџибадем Систина. Јас би го почнала денешниот разговор со едно сосема едноставно прашање, бидејќи сметам дека многу луѓе можеби и не се доволно информирани, а можеби и неправилно го толкуваат терминот. Што е тоа патологија? Дефиницијата за патологија е всушност многу едноставно. Тоа е наука за болести. Значи, патологијата ги изучува сите болести. Сега, она што го користиме терминот патологија во секојдневниот живот е малку контроверзно, затоа што секогаш се спета дека е тоа некое девијантно однесување, нели? Велиме патолошки тип. И она што велиме што прави забуна, всушност, кај популацијата. Јас ќе се надоврзам само на еден убав анкетен коментар кој што е спроведен во Велика Британија, кога биле прашувани децата од основно и средно училиште што работи патолог, нели, покрај останатите прашања што работи гинеколог, што работи хирург,
За патолог обично велат тоа се оние кои што јадат сендвич покрај мртовците или тие кои што имаат девијантно однесување кај возрастните, на пример, една мисла беше многу убава како дефиниција, викат патолози се оние кои што се поврзани со меѓународен монетарен фонд и кои што ги прават сите криминали во една држава. Така да, всушност, од тука се гледа дека неинформираноста на луѓето во однос на оваа професија е затоа што патологот е човек во сенка, а од него зависи диагнозата. Па добро, да се надоврзиме тогаш со прашањето што практично работи Патологот што работи? Патологот, основната дејност на патологот е диагностика на болести. Постои разлика меѓу анатомски патолог и хируршки патолог. Анатомскиот патолог всушност е секогаш вработен во големи клинички центри, каде што центарот бара увид во тоа што е причина за смрт. И тоа се обично доктори, патолози, кои што ги прават обдукциите. Кога зборуваме за клинички патолог, односно хируршки патолог, тоа се лекари со завршена специализација по патологија, чија што основна дејност е диагностика на болести. Во смисол, морфологија на орган, тоа што се гледа на голо око, значи зборуваме за орган, ткиво, кое што е извадено од човековиот организам, нели, со соодветен хируршки третман, секое извадено делче од човековото тело мора да помине на патохистолошка анализа со цел да се утврди состојбата, односно причината зошто настанала операцијата, всушност тоа е потврда за операцијата и да се даде точна диагноза. Во сите болници во светот главната диагноза и последниот збор е хистопатолошкиот наод. Самиот наод всушност представува насока понатаму што ќе биде со пациентот. Дали ќе биде пуштен дома, односно дали хируршкиот третман е завршена работа веќе за пациентот, или ќе следи понатамошен друг тип на третман, обично кога станува збор за малигните заболувања, кога даваме насоки што всушност треба да направи онкологот во последниот чекор од диагностиката, односно од терапијата. Дали смеам да заклучам дека патологот треба да ги познава сите болести? Апсолутно. Многу повеќе од некоја специјалност на лекар кој што е, да речеме, за одредена специјалност. Апсолутно. Мора да ги познава сите болести, но тоа не значи нужно дека мора да го работи тоа. Затоа што и ние како гранка во медицината и ние си имаме свои специјалности, така да постојат патолози кои што се извонредно добри во диагностиката на болестите на белите дробови, болести на мозок, на дојка, на дигестивниот систем, на гениталниот систем. Значи тоа се тие што тесто соработуваат со гинеколозите или со уролозите. Така да всушност патолог како професија, за да ги знае сите можности, односно за да може да диагностицира сите болести, апсолутно е невозможно, па дури и неефективно, заради тоа што она што го велиме ние меѓу себе, знам се, а на крај не знам ништо. Добро, и за нас новинарите велат така. Се знаеме, а најголемите незнајковци сме. Веројатно тука имаме нешто заедничко во работата. Заедничка точка. Да. Требаат ли некои специјални вештини да ги поседува патологот? Па една од најбитните вештини, тоа се вели, нели, патологот се раѓа, тешко се создава. Значи една главна вештина е всушност способноста за наблюдување, способноста за антиципирање и огромната концентрација и меморија. Тоа што ние го гледаме на микроскоп, тоа се слики од морфологија на ткиво, на орган, така да таа меморија всушност многу ни помага во секојдневната пракса да утврдиме што е она што го гледаме и дали тоа нешто ни личи познато.
И секогаш се прашуваме, значи мора да постои огромна доза на скепса, дали е тоа или се работи за нешто друго. Доколку немате доволно познавање, доколку не можете да ги антиципирате сите можности, во тој случај многу лесно може да се сгреши. За грешките на патологот подоцна во емисијава, бидејќи концептот на алфа-ординација е да учествуваат и нашите гледачи. Секако. На кој начин можете вие денеска ним да им помогнете? Што би можеле тие вас да ве прашаат? Еве, кога веќе објаснивме патологија и патолог што работи? Тоа што јас можам да им одговорам на пациентите е всушност кои се постапките во дијагностицирањето на одредени болести и што значи всушност крајната дијагноза, што значи тоа за нив, а што значи за онкологот или за хирургот или за клиничарот. Затоа што обично во светот хистопатолошките дијагнози се документи кои што не се даваат на пациентот, туку тоа е меѓусебна комуникација меѓу патологот и ординирачкиот лекар. Ординирачкиот лекар е оној столб околу кој што всушност се врти пациентот, заради тоа што тој столб треба да ги даде насоките што пациентот треба да направи понатаму. Заради тоа велам, патолозите се во сенка, заради тоа што комуникацијата е исклучиво преку ординирачкиот доктор. Ние имаме многу малку контакти со пациентите, меѓутоа и тогаш кога ги имаме, всушност се наложени или се индуцирани, или се по желба на пациентот, или се индуцирани поради соодветната состојба. Обично го станува збор за ретки дијагнози, а кои што за жал ги имаме се почесто и почесто, така да веќе не се ни ретки. Добро, во тој случај барем сте поштедени од една комуникација која што нели болниот може секако да изреагира, па барем можете да се фокусирате на оние лабораториски активности кои што ги имате, кои што исто така бараат силна концентрација. Точно. Секоја грешка во обработката на ткивото, во начинот на земањето на пресеците, односно ние ги велиме тие нели примероците за анализа, може да направи грешка во понатамошниот дијагностички пат. Заради тоа велиме дека патологот мора да биде концентриран на работата и никакви комуникации или прекинувања или брзање, пресија, да тоа биде сега и веднаш, всушност представува еден многу лош модул кој што едноставно може да доведе и до грешна дијагноза. Она што е битно, значи самата, ние ги велиме тие фази во дијагностиката, постои нели преаналитичка, аналитичка и постаналитичка фаза. Преаналитичката фаза го подразбира обработувањето на ткивото, кое што го подготвуваме за микроскопски преглед. Обично подготовката трае еден цел ден. Така да од нас се очекува да резултатите пациентот ги добие за еден ден, што е апсолутно невозможно. Процедурата е таква да тој дел за обработка на ткиво мора да помине низ одредени апарати. Потоа следи процедурата на режење, на боење, на гледање на микроскопирање и фактички тука е она што велиме инката, каде што се филтрираат сите сериозни дијагнози од она што е нешто што е рутинско, кое всушност сепак бара време, меѓутоа тоа е лесно за дијагностицирање. Тешки се за дијагностицирање малигните заболувања, заради тоа што постои протокол каде што патологот мора да ги изведе сите можни параметри за да извлече точна, прецизна дијагноза, која што понатаму ќе му помогне на онкологот за третман. Го имаме првиот гледач за денеска на линија. Добар ден. Ало, Жеки, добар ден. Добар ден, госпоѓа Лиле, како сте денеска? Ви благодарам, да, па да кажам добро. Како и секогаш ве пратам, за мене алфа-ординација нешто што едноставно не смеам да го пропуштам, да кажам. Ме радува што е Знаете, така. да, дека позитивно сум се изјаснила за присуството на сите лекари кои што доаѓаат. Во случајов поздрав до докторот. И сега едно кратко прашање, бидејќи за прв пат имаме патолог
бар јас колку што Да. меморијава ме служи. Па докторе, ми интересира кој е минималниот временски период од една воспалителна бенигна маса, општо зборувам на, да кажеме, на гениталии, на матка, да земеме пример, матка или овариум и така натаму, да се преиде во карцином. Значи, земен е примерок, констатирана е воспалителна бенигна маса и од прилика вашето искуство, за кој временски период, доколку не се, нели, умеѓу време реагира, истата би преминала во карцином. Зошто го поставувам ова прашање? Затоа што јас сум оперирана од карцином на овариум. Извадените делови комплетно професор Сапунов сето тоа го испрати, не малку, 22 примерока испрати и добивме повратен одговор дека се е добро очистено и јас продолжив со третманите оние што следуваат после карцином. Меѓутоа, големо знак прашање за мене. Дали јас без таа која ненавремено реагирав додека беше таа бенигна воспалителна маса и затоа ми интересира доколку можете да ми одговорите. Значи, минималниот период од бенигна маса да се преиде во малигна, односно во карцином. Ако нешто ви интересира, јас сум на линија, многу ми значи овој одговор. Многу интересно прашање, но со многу контрадикторности. Прво и основно, воспалителен процес не може да премине во малигни. Второ, бенигни процес постои веројатност, меѓутоа мора да помине извесен временски период за да премине во малигно. Зависи, конкретно зборуваме за овариум, туморите на овариумот обично веднаш почнуваат како малигни. Постои една сива зона на така наречени гранични тумори, каде што почнуваат како бенигно, па се развиваат во граничен и можеби тука застануваат. Или почнуваат како гранични, па со тек на време преминуваат во тумори кои што имаат поагресивен ток, меѓутоа ние не ги крстиме тие дека се малигни тумори. Се зборуваме за различни ентитети. Кога станува збор за воспалителен процес, ако направената биопсија е од место кое што представува периферија на тумор, каде што обично имаме одбрамбена реакција на организмот, каде што се наоѓаат воспалителни клетки, тогаш можеме многу лесно да ја промашиме диагнозата. Велам промашиме под наводници. Ние го гледаме тоа што го добиваме како материјал. И обично кога е биопсија, целиот материјал се обработува. Значи не се остава ништо што би било за понатамошно исследување. Затоа што тоа се мали примероци и сите примероци мора да се обработат. Ако е земен дел од променето ткиво, каде што постои воспалителен инфилтрат, тоа е обично воспаление. Меѓутоа, воспалението може да крие зад себе друг процес, обично малигни. И тоа е веќе сериозен проблем. Зошто велиме бројот на примероци е важен? Велите дека има повеќе од 20 примероци. Прашањето е дали сите тие 20 примероци се земени од исто место или се од различни места. Ако се од исто место, веројатно е тоа зоната каде што бил воспалителниот процес, односно велиме зоната каде што организмот се бори против новонастанатото ткиво, што е всушност и дефиниција на тумор, новонастанато ткиво. Во тој случај диагнозата нема да биде поставена. Каде е тука улогата на патологот? Значи мора да предвиди дека за сето тоа стои нешто по-страшно. И тогаш обично во наодите пишуваме дека најдено е тоа и тоа, меѓутоа со оглед на клиничката диагноза, или соработката со сите колеги, радиолошки наод, лабораториските наоди од биохемија, трансфузиологија, што и да е, тогаш велиме дека мора да се направи повторување на диагностичката постапка.
Ако се појави таа реченица во наодот, значи ние знаеме нешто што не го гледаме. И ви треба дополнително. И ми треба дополнително. Она што јас му налагам на ординирачкиот доктор да ја повтори процедурата е дека барам нешто заради лична сигурност и заради безбедноста на пациентот. Бидејќи мене тоа ми наложува дека сепак постои некој процес кој што јас не можам да го идентификувам, а знам дека е тука. Јас не можам да напишам во диагнозата дека се работи за тоа и тоа, меѓутоа се сомневам дека е нешто сериозно. Јас морам да го напишам тоа што го гледам. И да биде сосема прецизно И и да точно. биде прецизно. Најдени се толку фрагменти, во тие фрагменти има тоа, тоа и тоа, убаво опишано и фактички тоа е еден судски документ кој што ја дава веродостојноста на материјалот кој што е испратен за хистолошка анализа. Гледате под микроскоп ткива, не знаете чиви се. Така Дали е е. тоа полесно отколку да го знаете пациентот? Па, работата е таква да всушност нашиот пациент е делот од неговото тело, тоа што го гледаме на микроскоп. Ние ја гледаме таа слика. Немате потреба од комуникација со соодветниот пациент. Потребата од комуникација е соодветна и е добредојдена во секој момент. Особено доколку станува збор за некоја нејасна болест, доколку станува збор за некој нејасен тумор, во тој случај почнуваме да бараме. Го бараме докторот, ординирачки, матичниот, хирургот, го бараме радиологот. Нас не интересира каде е промената, колку време трае, дали пациентот примал лекови претходно, дали има некои претходни заболувања, дали се направени некои дополнителни испитувања. Сите тие факти на некој начин нам ни овозможуваат да стигнеме до точната диагноза. Тоа е исто како да имате еден мозаик, слагалица со сите парчиња кои што морате да ги наместите соодветно. После 5-6 парчиња веќе имате слика за тоа што е туморот, меѓутоа патологот мора, кога ќе дојде до диагнозата, мора тоа да го докаже. Тоа е оној потешкиот дел кој што бара дополнително време, дополнителен ангажман, затоа што не е доволно да се каже да, тоа е таа диагноза, јас таа диагноза морам да ја докажам и да ја потврдам со некои одредени дополнителни анализи или параметри кои што всушност само даваат тежина на тоа дека е поставена точната диагноза. И од тука велиме, јас ќе изгубам време додека го средам препаратот, додека го видам, додека направам комуникација со сите релевантни фактори, некогаш дури директно се јавуваме кај пациент, доколку не можеме да ги собереме соодветните податоци, и во добар дел од тоа пациентите ни помагаат преку својата историја на болест. Така. Ајде да го чуеме следниот гледач, повелете. Ало, Добар ден. добар ден. Ве слушаме, повелете. Сакам да поставам прашање до докторот. Ајде. Вака, добар ден. Поздрав до докторот. Благодарам. Јас пред 10 години бев на рентгенологија, онкологија. Тогаш беше државна болница. Мислам, доктор Џенгис Јашар ми е подпишан на тоа. Еве го доктор, бениген- тука е. Да. Бениген тумор на десната града. Тогаш ми диагностицира, подвадена ми дојде резултативе, јас се јавувам од Прилеп. Сега, пред 10 години ми е направено тоа таму испитување. Одев 5-6 години на ехо, така во исти димензии си беше, меѓутоа 4-5 години тоа наградава ми се изгуби, го нема. Дали е можно бенигниот тумор да исчезни така сам по себе? И не сум појдена 4-5 години на контроли, а тоа беше диагностицирано, бениген тумор на десна града. И сега немам ништо наградава, еве 10 години од тогаш, не одам на контроли, дали можно е да исчезни, тоа ми е прашање. Дали може да ми кажете само со која диагноза е напишана, мислам, која е диагнозата на заболувањето? Да, така пишуваше диагноза, тумор, мамаe, латрис,
Тек 3 така нека. Не, хистопатолошката диагноза. Па не. Го имате ли резултатот кај вас? Да, не, кај мене резултатот треба да го барам по документиве. Аха. Аха, Знам вака по кој сега. Вака, ќе ви одговорам. Сепак, бенигна диагноза, значи зборуваме за промена на дојка. Обично е фиброзна мастопатија или е фиброаденом на дојка. Сега постојат повеќе варијации на фиброзна мастопатија, може да биде пролиферативна, непролиферативна. Ако е пролиферативна, тогаш зборуваме за хиперплазија на жлездениот систем. А ако е фиброаденом, тој обично може да биде млад, во рана фаза или да биде доцен. Ако зборуваме за пациентката, еве за конкретната диагноза, доколку постоел фиброаденом, тој веројатно со текот на времето склерозира. Што значи склерозирање? Значи дека функционалното ткиво на жлезди со околните структури од сврзното ткиво, заради недоволната циркулација, која што вообичаено нели се јавува и кај жени кои што влегуваат во менопауза, почнуваат да се скврчуваат. Иако бил некогаш 2 см, станува 1,5, па 1, може да остане само една мала лузна од така наречено сврзно ткиво, кој што всушност не се детектира како тумор. Истото е и за процесот наречен фиброзна мастопатија, каде што имаме структури од жлезди со сврзно ткиво. Со тек на време жлездите се губат, настанува само сврзно ткиво и тоа фактички се гледа на радиолошки наод или на ехо наод како се гледаат како фиброзни траки со хипо или хипердензни зони. Сега нема да навлегувам во детали. Така да, веројатно е тоа дека може и да се повлече. Ќе се надоврзам значи, на ова интересно прашање со уште еден феномен. Може дури да се диагностицира и малигни тумор на дојка, кој што е со помали димензии и каде што со тек на време, токму заради таа недоволна циркулација, недоволен крвоток, да клетките почнат да се губат. Тоа се така наречени изгорени тумори. Burnt out. Што е многу интересен феномен на постоење на еден малигни тумор кој што со тек на време се губи. Меѓутоа, тоа е сепак еден случаен наод кој што го гледаме кај пациенти кои што долго време го имаат, не дава никаква симптоматологија, со тек на време се повлекува и при повлекувањето прави проблем обично на кожата на градата, како вовлекување на кожата, што всушност е и индикација зашто пациентката се јавила на лекар. И тогаш откриваме дека тоа е тумор од постар датум, меѓутоа почнал самиот да се губи. Имаме следно прашање, но само дали е во ред што откако се изгубило тоа израстокот, вели дека не била на контрола. Дали е тоа правилно? Тоа не е во ред. Така. Тоа не е во ред. Тоа сакав да го кажете, Мислам значи дека мора на треба контрола. сепак треба да се контролира најмалку еднаш годишно ехографски или мамографски наод. Тоа е сепак нешто кое што не смееме да го оставаме да помине времето, заради тоа што можеби за тоа се крие нешто сосема друго. Така е. Ајде да го чуеме гледачот, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав за емисијата, до докторот и до водителката. Прашање до докторот. Оперирана сум пред 1 година од карцином на дојка. Меѓутоа беше прв степен, сама си го открив, а предходно пред 11 месеци имав мамографија правено, немаше ништо, комплетно ми беа чисти градите. Сега, откако ми ја отстранија дојката, одам нели на редовни контроли. Првата контрола беше малку збуснато проткаено ткиво, а сега на втората контрола имам фиброаденом и болки чувствувам од мишката, од жлездата надолу, точно кај што е фиброаденомот. Сега, дали
може тој фиброаденом да премине исто во карцином? Дали би требало некаква интервенција и само да го следам? Што Обично, сум исплашена. обично велите дека е извадена целата града, така? Да, десната. Меѓутоа, ова сега се јавува на левата града. Така. Тоа на левата града е независен тумор, тоа е независно туморче. Препораката е да се следи. Меѓутоа, имајќи во предвид дека вие веќе еднаш сте оперирани, добро би било да и тој фиброаденом се извади. Обично фиброаденомите ретко преминуваат во карциномна дојка, меѓутоа сепак имајќи во предвид претходната болест, добро би било да се извади за да живеете во мир. Бидејќи тоа може да расте и секое зголемување на волуменот на тој бенигни тумор може да ви создава само немир. Мислам дека е најдобро да се отстрани, да се види хистолошки, затоа што, ете, велам ретко, но се случува да и еден фиброаденом со тек на време премине во малигни тумор. Многу ретко се случува, но сме виделе и такви. Сега, време е за вестите во минута и куз блок реклами, па се враќаме во Алфа Ординација. Еве неповторно во нашата Алфа Ординација. Денеска зборуваме за патологијата со тема Добра диагноза, половина здравје. Со нас е доктор Дженгис Јашар, специјалист по патологија и кој е шеф на диагностички лаборатории во болницата Аџи Бадем Систина. Имаме гледач, може ли со неговото прашање да продолжиме? Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата, до докторот. Секој ден ве следеме. И сега имам едно муце од 6 годинки, ве слуша и тој сврте и на среќа доби. Добре. Тоа, да се права диагноза поставена, не знам, многу се разболува сега. Речи си, цел месец и пол се со лекарства и пак кашля, почне да кашля и одма спусте на плюс. И сега... Добро, кажете ја диагнозата што ја имате од лекарот. Ама јас сум мама, не знам диагнозата што е. Знам дека се инхалира, дека пие овој антибиотик и пред 10 дена пиеше антибиотик. И сега што има диагноза, не знам, оно тука е кај мене, ама сум загрижена многу и многу слабо јаде, нема. А 6 годинки сега ќе пуне другиот месец. Така, загрижена баба. Тоа беше прашањето, еве га и тој слуша до мене, тој ќе каже докторот. Обично... Па доби на среќа, ја вртам кога сакам, не може да добијам. Оно доби и праша и баба што ќе каже. Викам, сега ќе ви слушнеш дека ќе каже дека треба да јадеш. Тоа обавезно дека треба да јаде. Тоа е точно дека мора да се јаде, заради тоа што преку храната се зголемува имунитетот, а имунитетот е многу битна основа за да се оздрави. А секогаш кога станува збор за мали деца, тие одбиваат храна кога се болни, и тоа е голем проблем заради тоа што ние фактички сме безпомошни да помогнеме таму каде што можеме најлесно да интервенираме, а тоа е преку добрата исхрана. Сепак, обично децава, поготово во овој временски период, имаат тие алергиски ринити или воспалителни промени, вирози најчесто, така да у суштина она што е антибиотскиот третман и јаката, здрава храна сигурно ќе треба да игра големо учество во оздравувањето. Ја би се оградил понатаму од било каков коментар, бидејќи тоа е сепак работа на докторите педиатри, кои што се занимаваат со таа дејност, а вам ви посакувам убаво здравје. Јас само ќе дополнам дека утре во Алфа Ординација ќе можете повеќе информации да добиете за ова што прашувате, бидејќи темата е настинка и грипови кај деца. Со докторот гостин ќе можете да поразговарате. Ајде сега да го чуеме следното прашање. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Вака, имам 32 години. Пред 4 години побрав до докторот Синета прва. Пред 4 години написав грудка на дојката. Слушнав сега дека зборуваше за тие фиброаденоми докторот.
бев на клиника, ме прегледа и ми видоа дека имам повеќе фиброаденоми на двете дојки, можеби 10. Ме пратија на функција, на торакална хирургија, меѓутоа таму докторот ми рече дека нема потреба да се прави функција, затоа што тоа може да ги воспали. И ми рече да не гарантирам доколку ги извадам сите фиброаденоми, дека нема пак да ви пораснат. Секој 6 месеци одам на контроли, нели, да ги правам, меѓутоа секој доктор секој пат различно ми кажа, некој ми викаат вади ги, некој ми викаат функција, некој не функција. И не знам што да правам, значи каде да се обратам. Ако зборуваме за фиброаденоми на дојка, тоа се бенигни тумори. Кај некои жени постои таа склоност да се создаваат, меѓутоа како што спомнав и порано со претходната гледачка, тие со тек на време можат и да си се повлечат, меѓутоа мора да се следат. Обично секој зголемување на диаметерот, на волуменот на тие бенигни туморчиња може да предизвика прво згручување на целата града, може понатаму во текот на животот да представува и проблем, доколку се разбира доите дете. И велиме дека е тоа дел од ткиво на дојка кое што е нефункционално. Мој личен совет би бил да се направи редовна контрола, односно следење, барем еднаш во годината, и доколку постои промена на еден од тие фиброаденоми, да се направи барем цитолошка функција, за да се утврди состојбата на клетките. Доколку има нешто сомнително, би се одело на така наречена кор биопсија. Тоа е целна биопсија, се вади само едно делче од фиброаденомот, еден мал пресек. Тоа се обично цилиндри од ткиво, долги до 1 сантиметар, каде што всушност имаме доволно материјал за да утврдиме дека станува збор за бенигна промена. Изборот на хируршки третман сепак останува на пациентот. Така. Добро, јас би ве прашала што значи уреден патолошки наод, а хистолошкиот не. Уреден наод, кога зборуваме за уреден наод, зборуваме значи за делот ткиво или орган кој што е изваден, кој што кај пациентот предизвикува болка, меѓутоа хистолошки на микроскоп немаме никаков наод. Односно имаме работа со нормално ткиво. Значи дека не постои патолошки субстрат. Така. Ако зборуваме за позитивен патолошки наод, тоа значи дека е добиен резултат за нешто што велиме дека е оперирано од, пример, ќе кажам, извадена жолчка, во жолчката наоѓаме тумор. Значи, симптоматологијата е иста и за жолчка, и за камења во жолчка, и за воспалено жолчно кесе, меѓутоа туморот бил зацкриен или бил мал, тоаш велиме имаме позитивен наод, значи нешто што е неочекувано. Тоа е разлика меѓу уреден наод, кога имаме вообичаена слика на орган, каде што всушност причината за операција е нешто сосема друго, значи не наоѓаме субстрат, и обратно, имаме и клинички наод, меѓутоа имаме повеќе од тоа што сме го очекувале. И затоа тука е многу битно да се земе во предвид добриот опис, односно гледањето на органот со голо око, за да утврдиме евентуално постоење на аномалии. Имавме сега еден интересен случај на извадено жолчно кесе заради воспаление и во тоа жолчно кесе наоѓаме метастаза од тумор. И најдовме дури и каде се наоѓа примарното жариште, после тоа пациентот беше успешно опериран. Фактички, велам, од една бенигна работа, од една симптоматологија која што е можеби вообичаена кај половина луѓе, ме боли жолчката, фактички сето тоа е знак дека треба да се јавиме на доктор и треба да видиме што е тоа. Може да е најобична, најбанална работа, меѓутоа мора да бидеме внимателни дека и за такви банални работи
има нешто што се крие кое што е многу пострашно. Така, во прилог на темата добра диагноза, половина здравје, во каква здравствена состојба е пациентот со извадено жолчно кесе? Јас мислам Кој дека е што сега најдов добра, добар? сега е во добра општа состојба. Јас тоа не го следам, тоа го следат докторите што се на онкологија, така да ти имаат добар увид во тоа како пациентот одговара на соодветниот онколошки третман. Така, но да не ги најдевте вие тие метастази во жолчното кесе, здравствената состојба сигурно за еден одреден За период многу би краток била временски период би била многу полоша. Или едноставно да не се јавеа симптомите кај пациентот дека има болки во жолчното кесе, кој знае што се би се случило. Така. Ајде, повелете, ве слушаме. Добар ден, Добар ден. повелете. Ве молам поздрав до докторот и до водителката. И сакам да прашам, 5-6 години наназад ми најдоа цисти во двете дојки. Прво на мамограм, па после на ехо. Ги следев редовно и сега последниот пат кога отидов ми рекоа дека нема цисти. Дали може тоа да се случи? А меѓутим, кај друг доктор ми рече дојди за 3 месеци, пак ќе направиме ехо. Дали може да исчезнат тие цисти? Да, цистите може да исчезнат. Тоа е фиброцистична мастопатија. Може спонтано да дојде до ресорбирање на течност во едната циста, меѓутоа може да се јави друга. Тоа е состојба која што обично се јавува кај жени, најчесто кај постменопаузални, значи после 50-та, 55-та година од животот. И тоа е состојба која што всушност бара редовно следење. Затоа што зад целата таа промена која што е во градата, таа е бенигна, меѓутоа редовното следење индицира да не случајно тука се крие нешто пострашно. Заради тоа и докторот ви ја дал таа насока дека треба да се направи редовно следење, односно ехо. Би се виделе цистите, ако треба ќе се направи пункција, ќе се ослободи течноста, течноста ќе се испрати на цитолошка анализа, на цитолошката анализа би ги виделе клетките, кои се всушност, дали тие представуваат закана за некој пострашен процес или се бенигни. Во тој случај треба само редовно следење. Оперативниот третман е веќе побарање на пациентот доколку цистите пораснат големи и доколку целата града биде зафатена од тие цисти, всушност би представувале една индикација за хируршки третман заради нелагодноста и болката што би се почувствувала. Така. Можна ли е грешка во патологијата? Патологијата не признава грешка. Да. Тоа е сериозна работа. Грешка во кој смисол? Значи може да да речеме примери од секојдневната пракса и да се надоврзам на оно што беше и разговорот со една од претходните гледачи. Значи, доколку ние немаме соодветен примерок или примерокот е многу е тешко да се стигне до него. Обично се тоа промени кои што се околу бубрезите, во пределот на рбетниот столб, зад срцето, каде што е мала веројатноста дека радиологот или хирургот ќе најде на соодветен примерок. Во тој случај тоа што ние го гледаме и тоа што го добиваме, ние тоа го толкуваме. Тоа не значи дека сме ја дале точната диагноза. Ние диагнозата ја даваме на тоа што го гледаме. Доколку постои ткиво кое што се распаѓа, ние се сомневаме дека да, тука постои туморски процес. Меѓутоа, на распаднато ткиво, што велиме некроза, не можеме да поставиме диагноза. И тука обично пациентите се бунат, па мене ми правеа биопсија, па ми извадија 10 парчиња. Да, од тие 10 парчиња ниеден не е информативен. Во ниеден од тие пресеци, во ниеден од тие примероци, ние не можеме да најдеме соодветен доказ за постоење на одредено заболување. Ние ќе се посомневаме во тоа и повторно ќе кажеме да, ќе треба да се направи дополнително испитување, ќе речат
радиолозите или клиничарот, ама тоа е целото во распад, не знам од каде да земам. Во тој случај зборуваме за проблем кој што го решаваме конзилиарно. Значи, хирург, интернист, радиолог, патолог, или ако веќе има претходна диагноза пациентот, тогаш го вклучуваме и онкологот за да видиме дали е таа некроза предизвикана од претходната цитостатска или радиотерапија. Така. Но јас пак ќе прашам, ако дојде до грешка, која е цената? Што се случува? Знам дека не признава патологијата грешки, не би требало, но луѓе сме. Ако грешиме, значи во патологијата е дозволено 0,7% од диагностиката. Што значи 0,7%? Во смисол на дека е малигна, меѓутоа не сме го потенцирале типот или подтипот на туморот. Веројатно заради големината на примерокот или заради тоа што материјалот кој што го имаме всушност не ги дава токму тие информации. Ние може да се посомневаме дека има некаков друг процес. Обично има и така наречени мешан тип на тумори. И ако ние добиеме еден примерок, ние фактички диагнозата ја даваме на тој примерок. Така да тие 0,7% отпаѓаат на делот дека да, туморот се вика аденокарцином, меѓутоа не сме прецизирале кој тип на аденокарцином. Добро, разбирате. значи не се работи за тотална грешка, Не се работи за тотална грешка, се работи за минорна грешка која што всушност наведува што треба понатаму да се превземе за да се стигне до уште попрецизната, поточната диагноза. Обично се случува да ние заради интервенција на пациентите даваме некоја општа диагноза, се работи за малигни тумор од жлезен епител кој се вика аденокарцином. Од каде е, примарно ли е, дали е метастаза, дали постоело некое друго заболување, ние фактички мораме да направиме дополнителни анализи за да кажеме да, тоа е тумор од тој и тој орган, метастазирал во белите дробови, доколку имаме биопсија на бел дроб. Или ќе кажеме, бидејќи немаме никаков податок за постоење на процес во другите органи, најверојатно станува збор за метастаза, чие примарно жариште треба клинички дополнително да се исследи со сите можни дополнителни испитувања. Така, добро. Ме убедивте и сега сум 100% сигурна дека резултатите кои што се добиени од вас, ваши колеги, навистина се веродостојни. Ајде да го чуеме гледачот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторот. Се јавуваме од Прилеп. Добро. Сакаме да го прашаме докторов. Се работи за помлада, 37 годишна машка особа. При испитувања во Прилеп ни покажа резултатите дека прво нешто ензимите се високи на црниот дроб. Со некоја терапија, некое известно време, околу 1 месец. Сега при понова контрола се покажува дека сега на панкреасо се високи вредностите. Сега го молам доктор, ако сака да ни објасни, кај треба да се, пошто немаме ние во Прилеп, кај да се обратиме, кај кој доктор, што да се испита, за да знаеме точната диагноза, за што се работи. Само ќе ве замолам уште еднаш, кои вредности се покачени на... Јас точно не знам, пошто не се во мене сега резултатите, али тие ензимите, вредностите, сега на панкреасот биле покачени, му рекоја само со диететски режим, али тој доста и ослабе. Да речеме, сега сакам докторот да ми објасни кај треба да ние да се обратиме во Скопје. Вака, кога станува збор за процесите што се на црниот дроб и панкреасот. Значи, прво биохемиските анализи треба да се земат во предвид и треба добро да ги протолкува матичниот лекар. Доколку матичниот лекар има некое сомнение за процес, добра насока може да ви даде и лекар специјалист по медицинска биохемија. Тоа е исто едно од ретките доктори кои што мора да ги знаат сите болести, а кои што преку анализите на крв и урина
имаат добар увид во тоа за каков процес може да стане збор. Доколку се работи за црниот дроб. Црниот дроб е така наречената лабораторија на човековиот организам. Било какви отстапки кои што се предизвикани во телото, веднаш ќе бидат дадени преку така наречените хепатални проби. Конкретно на прашањето кај кој доктор, мој совет е да тоа биде гастроентерохепатолог. Значи, тоа е доктор кој што се занимава со болестите на дигестивниот систем, значи желудник, црева, вклучувајќи го и црниот дроб и панкреасот, нормално и жолчните патишта. Фактички, преку лабораториските наоди, дополнителниот ехо преглед и евентуално радиолошки преглед, тука не би се впуштал во шпекулации што се треба, сепак е тоа работа на интернистот, мислам дека може да даде добра насока за тоа за што станува збор. Се разбира доколку е болест од органска природа, значи доколку имаме некаков субстрат. Ако станува збор за метаболно нарушување, тогаш би требало да се обратите кај ендокринолог. Меѓутоа, мислам дека со гастроентерохепатолог ќе може и да се дојде до точната диагноза. На почетокот на емисијата споменавте дека за некои резултати треба да се чека и до 24 часа. Она што следно сакам да ве прашам е дали сте во трка со времето. Никогаш вистински ви треба резултат кој што побрзо би го добиле, тоа побрзо би реагирале во однос на пациентот. Како оди со таа трка со времето? Трката со време е голем притисок кој што всушност ја намалува ефективноста на нашето работење. Значи, сметајте на тоа дека зборувам општо за сите патолози, не само за нашата служба во болницата, зборувам општо за патологијата во целата држава, па и пошироко. Сите очекуваат дека е тоа работа која што треба да биде брзо завршена. Не е така. Имајте го во предвид мисловниот процес, процесот на аналитика и синтеза на сите претходни знаења, сите податоци и информации што ги имате за пациентот, за да го склопите мозаикот кој што треба да ви даде точна диагноза. Трката со време може да биде само на штета на пациентот. И обично има еден парадокс во целата приказна. Еве конкретен пример ќе ви дадам кај пациент каде што е направена биопсија, изваден е мал примерок. Ние треба да направиме дополнителни анализи за да утврдиме дали е тоа примарен или секундарен тумор. За тие анализи ние треба да почекаме уште еден дополнителен ден. Анализите што ги добиваме не соодветствуваат со она што го кажуваме ние работна диагноза. Значи имаме проблем со нешто многу сериозно и тука почнуваме да се консултираме со хирургот, со интернистот, вели дека нема ништо, нема никакви тегоби, има само одредена симптоматологија која што всушност и го навела да се јави на лекар и ние имаме веќе врзани раце. Обично поминуваат 4 до 5 дена, заради тоа што имаме голем број на други наоди кои што мораме да ги решиме во текот на денот и тој наод секогаш го оставаме на страна. На страна, значи, ќе го гледам тоа следниот ден, откако вечерта ќе земам да прочитам тоа што сум го добил, дали соодветствува со наодите што ги добиле другите колеги во светот, или ќе свртам телефон кај некој од колегите тука кои што веќе имаат добро познавање за таа патологија, или едноставно го праќаме препаратот на мислење кај наш колега. Заради тоа што сметам дека поединици од нас имаат многу поголемо искуство во одредена патологија, отколку што ја имаме ние. Кај нас забранета е суета, заради тоа што и тоа ќе биде на штета на пациентот. Во тој случај секогаш доаѓаме до точната диагноза, пациентите и не се свесни дека пред да го добие резултатот, дека ние сме го направиле и второто,
и третото, и четвртото мислење, заради тоа што наша политика е да секој пациент добие точна диагноза. Проблемот е во чекањето. Мисли дека ако се чека многу, дека нема резултат, овие не знаат, имаме проблем, јас ќе го земам тоа, ќе побарам мислење од друг. Верувајте ми, во нашата пракса, никој нема да посвети толку внимание колку што е првиот патолог на кој што ќе му дојде препаратот. Самата свест и совест на патологот, која што е уште една главна карактеристика, е важен чинител во прецизирањето на диагнозата. И можам да кажам слободно дека во нашата држава имаме извонредно добри патолози кои што и текако добро ја знаат својата работа и се многу добри диагностичарите, се разбира во она што го кажавме на почетокот на емисијата, во својата област. Така е. Често ли бараат од вас второ мислење? Зборуваме за пациенти кои го бараат второто мислење кај мене. Да, и тоа се случува многу често. Обично се работи за онколошки пациенти кои што бараат наод за одредување на дополнителен третман. Во поново време, со развојот на фармацеутската индустрија, пронајдени се голем број на лекови кои што се така наречени целни лекови. За тие целни лекови за одредена малигна болест потребно е да се направат имунохистохемиски испитувања. Тоа е пак во доменот на патологот, кој што всушност одредува дали пациентот со таа болест ќе има добар одговор на соодветниот лек. Тие испитувања ги правиме ние, му ги даваме на онкологот, ако е позитивен наодот, значи онкологот може да го даде тој лек. Доколку е негативен, лекот нема да има ефект. Во теков на емисијава се јавија гледачи кои што имаат повеќе беа жени, карцином на гради и следното мое прашање, дали сметате дека систематските прегледи и раното откривање на ваквите патолошки состојби се добар пат за да се надмине болеста или да се канализира, да му се помогне на пациентот? Апсолутно. И не само тоа, да се намали и бројот на болните? Апсолутно се сложувам со тоа, дека систематските прегледи, редовните само прегледи, особено кога станува збор за женската популација, само прегледот на дојка е многу битен момент кој што всушност ќе ја наведе пациентката да се јави на лекар, да се направи соодветното ехо испитување или мамографот, кој што всушност ќе даде добар одговор на тоа што се случува. Никогаш не треба да се одолжува периодот на одење на лекар заради појава на некоја тегоба. Значи мора подхитно да се интервенира. Секое одолжување, тоа е поголем проблем. Јас само ќе ви кажам некои статистички податоци, дека ние во 95-та година имавме регистрирани 200 пациентки со карцином на дојка на годишно ниво, ново регистрирани. 2015-та таа бројка е некаде околу 600. Тројно повеќе. Тројно повеќе. Дали тоа значи дека 95-та година сме имале помал број на случаеви? Да. Релативно. Но интересен е фактот и податокот да ако 95-та година сме имале пациентки со напредната болест, сега од овие 600 многу мал дел се со напредната болест. Тоа сепак зборува дека свеста кај пациентите е зголемена, дека има почесто одење на лекар и дека пациентите се загрижени за својата состојба, што е сепак за поздравување. Така. И во секој случај вам ви помагаат во работата. Дефинитивно, дефинитивно. Да. Мене ми помага во насока дека ќе дадам добра вест. Така е, да. Повелете, ве слушаме. Добар ден и за вас. Добар ден. Ве молам едно прашање. Се работи за пациентка на 50 годишна возраст. Лани во септември на прстот имаше осовка, направена е хируршка интервенција
по патолошка диагноза единоклеточен тумор. Сега нема ни година дена, значи уште пред година дена, поново и се јави единоклеточен тумор кој што потекнува од тетивата. Сега нема преди годината, значи поново се јави еден мал израсток. Молам нешто докторот да ми одговори ако може. Јас само не разбрав за каков тип на тумор, ситно клеточен или крупно? Диноклеточен тумор. Ситно или сино? Дино, значи голем джиновски тумор кој што потекнува од тетивата. Така, голем джиновски тумор кој што потекнува од тетивата. Тоа се бенигни тумори, меѓутоа се јавуваат на места каде што постои големо оптеретување на тетивите заради преголем напор. Обично велат во етиологијата на болеста дека може да е воспалителна природа, меѓутоа кинењето на тетивата само по себе ги создава тие крупни, гигантски клетки кои што имаат улога на чистачи во организмот. Така да тој тумор со тек на време може и да се повлече, меѓутоа се јавуваат може да се јави на истото место, токму заради напорот. Појавата на истиот тумор на исто место сепак бара малце по-детално испитување, бидејќи за да таков тип на бенигни тумор може да се работи за некоја почетна форма на агресивен тумор кој што треба хируршки да се отстрани. Значи овој поново да се отстрани. Да. Сепак зборуваме за рецидивантен тумор, иако е бенигно, местото, самото место покажува дека организмот има тенденција тој ист тумор да го создава повторно и повторно. Благодарам. Молам. Од оно што досега го кажавте за вашата работа и вашите обврски и целата таа тензија околу она што треба да го соопштите, можам Рижија, имаме гледач, само да ја завршам реченицата. Можеме ли да кажеме дека судбината на пациентот лежи во ваши раце? Обично така велат, меѓутоа јас не би се осврнал на тоа дека сега судбината е нешто што секој од нас го крои. Дека ние може да помогнеме во тоа да пациентот се извлече од она што, да речеме, судбински му е насочено. Дека ние ќе ја искреираме судбината, тоа малку тешко. Но сепак одговорноста останува наша, дека она што мораме да го направиме, што го бара нашата пракса, Хипократовата заклетва, дека всушност е голем чекор во средувањето на проблемот кој што го има пациентот. Ако се јави рано на преглед, сигурно дека ќе имаме добар успех. Ако задоцни, пак ќе кажам, тоа е креација на самиот пациент, така му е одредена судбината. Има за некој, за жал, каде што год да направиме, немаме начин како да го вратиме тоа назад, да биде во подобра ситуација. Обично мене ми е многу жал, например, кога станува збор за така наречени педиатриски тумори или тумори во детска возраст. Тоа се неверојатно агресивни тумори кои што се јавуваат од примитивните клетки, каде што и покрај сета терапија која што се дава, мал дел од нив ќе се извлечат, меѓутоа поголем дел од нив за жал умираат. Тука веќе не можеме да се плеткаме во судбината. Добро, судбина условно кажано. Условно кажано, сепак. Мислам за животот на пациентот. Да. Но добро, ајде да го чуеме гледачот сега, повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака, 56 години сум. Добро. Пред 6 месеци направив операција на жолчката и отстранија, имаше камена и отстранија. Сега направивме на ехо, на јатрата имам некои хемангиони, 2 сантима и 1 сантим. Што може доктор да ми каже што може тоа да биде и дали може нешто да се влоши на тоа?
Хемангиом на црн дроб. Тоа е најчест бенигни тумор на црниот дроб. Велам бенигние, заради тоа што прво се поставува прашањето дали тоа е воопшто тумор или се работи за конгенитална, односно вродена аномалија на крвните садови во црниот дроб. Велиме дека е тумор заради тоа што е локализиран и најчестото место на тој кавернозен хемангиом, како што се вели, е црниот дроб. Тоа е нешто што доколку е мал, сантим 2-3, не представува никаков проблем. Проблемот може да биде доколку почне да расте и да биде со поголеми димензии, фактички да го одземе местото на функционалниот црн дроб кој што има сепак многу важна улога во организмот. Не треба да се интервенира, доволно е само да се следи и да се види доколку прави некаков си проблем во однос на хепаталните проби, анализи кои што се одредуваат биохемиски, во тој случај би требало да се извади. Добро. Има ли во вашата пракса некој случај кој што вака ќе го паметите во својата истражувачка работа како патолог? Има повеќе такви случаеви. Јас би истакнал еден кој што мислам дека е од скоро време, кој што истовремено покажува колку е битна нашата соработка со колегите. Значи, кај нас е стигнат материјал со диагноза дека се работи за тумор на хипофиза, и фактички од тој материјал ние гледаме дека станува збор за малигна болест. Меѓутоа, не со примарно потекло од хипофизата, што е многу ретко. Обично хипофизата дава бенигни тумори и тие се поврзани со некои ендокринолошки заболувања. Го прашавме докторот или дека пациентката се јавила заради тоа што за кратко време се зголемила диоптријата, бидејќи местото на хипофизата е токму на крстосницата на левиот и десниот очен нерв, што всушност правело проблем во видното поле. Откако утврдивме дека станува збор за малигни тумор, ги направивме сите дополнителни имунохистохемиски анализи за да најдеме евентуално присуство каде се наоѓа туморот. На сите анализи се испостави дека туморот е со потекло од градата. Пациентката беше викната, направена беше мамографијата и се утврди дека станува збор за примарен тумор на града кој што метастазирал во хипофиза. Сега, приказната е многу детективска во насока на тоа. Па и целата работа ви е детективска. И целата работа е детективска во смисол на тоа што од едно мало парче ткиво ние ја имаме целата приказна за пациентката, бидејќи таа не била на ехо, односно мамографски преглед долго време. Симптоматологијата на градата не се покажала никаков, да речем, не покажала никаков алармантен знак зашто пациентката би се јавила и она што прво се јавува е веќе болест која што е во поодмината фаза. Втората работа, значи, добрата комуникација на докторите во насока на тоа да се открие каде е примарното жариште, треба да биде исто насочено од пациентот. Пациентката не можела да каже дека има проблем со градата, за да докторот биде наведен на тоа дека сепак можно да се работи за некој процес кој што дал метастаза во мозокот, односно во хипофизата. Недостатокот на информации сигурно може да го одолжи овој период. Ја не велам дека тоа беше направено за 2-3 дена. Ово беше процес од десетина дена, додека ние стигнеме до тоа што е вистината. Вистината е болна, меѓутоа ние секогаш трагаме по неа. Да не бевте ова што сега го работите, што би биле друго и дали повторно би ја одбрале оваа професија ако никој ве праша? Па, јас уште од студентски денови до последниот испит воопшто немав представа дека ќе го работам ова. Дури кога
го положив последниот испит, судска медицина, веќе ми беше јасно дека судска медицина, односно форензика е нешто што е за мене. За жал патиштата, нели велиме судбинските патишта се различни, јас не успеав тоа да го реализирам, меѓутоа ми се пружи прилика токму за оваа детективска работа, која што има многу добра клиничка основа. Всушност, мислам дека повторно би го работел истото, па веројатно и со истите луѓе. Ви посакувам многу успех во понатамошната работа. Благодарам. Да имате повеќе добри резултати. Секако. И помалку пациенти. Секако. Ви благодарам за учеството во Алфа Ординација. Да ве подсетам, почитувани гледачи, дека денеска заедно со нас беше доктор Дженгис Јашар, специјалист по патологија, шеф на дијагностички лабораторија Аџибадем Систина. Погледнете го прилогот кој ја најавува темата за утре. Настинката представува заразна вирусна болест на горните дишни патишта. Главно ја напаѓа слузницата, основните симптоми вклучуваат болка во грлото, зад над нос или течење од нос, кивање и кашлање. Вирусот на настинка може да ги зафати и очите, конјуктивитис и синусите, синуситис. Симптомите обично исчезнуваат во рок од 7 до 10 дена, иако некои од нив може да потраат и до 3 недели. Во однос на грипот, настинката представува полесна болест. Настинката е една од најчестите болести која доведува до почесто посетување на доктор и отсуствување од училиште или работа, отколку било која друга болест. Таа лесно се пренесува и се шири лесно. Според статистичките податоци, возрастни лица во просек настинуваат 2 до 4 пати годишно, а деца во колектив и до 12 пати годишно. Лицата со слаб имунитет, лицата кои имаат недостаток на сон и подхранетост, се со поголем ризик поврзани со развивање на инфекција после изложеноста на риновируси. Доењето го намалува ризикот од настанување на компликации како акутно воспаление на средното уво и инфекција на долните дишни патишта, па се препорачува со доењето да не се прекинува доколку новороденчето има настинка. Дијагнозата на поголемиот број на настинки се поставува врз основа на симптомите. Изолација на вирус која предизвикува настинката се изведува многу ретко. Вообичаено не е можно според основните симптоми да се одреди за кој тип на вирус станува збор. Поголемиот дел од симптомите исчезнуваат во период од 7 дена. 50% од заболените пациенти оздравуваат во период од 10 дена, а 90% во рок од 15 дена. Настинката може да се искомплицира со секундарна бактериска инфекција која може да наложи антибиотски третман, и тоа инфекција на средно уво во 30 случаи и синуси во 8 случаеви. Доколку настинката е пропратена со покачена телесна температура, болка во синусите, зголемени лимфни жлезди и продуктивна кашлица, тоа може да е показател за настаната инфекција која налага дополнителен третман. За настинките, вирусните заболувања кај децата, како и за нивниот имунитет, ќе зборуваме утре во Алфа Ординација. Ви посакувам убаво попладне, поминете си го денот во кругот на семејството и пријателите. Утре во 12 часот повтор на Алфа Ординација, ја слушнавте темата и останува само да ви кажам довидување.